Разговарам со доктор Никола Стојанов, го одбележува неговиот 100-ти роден ден. Докторе, ќе го кажете рецептот за долгиот и здрав живот? Рецептот е едноставен. Да живееш на мирен начин, да водиш сметка што ќе јадиш, како ќе јадиш, колку ќе јадиш и така натаму, разбираш не? Да се движиш слободно и така натаму и да правиш и лична гимнастика, разбираш. Ја ги правев едно време тие тибетски вежби што беа рекламирани преку телевизија и тие обавезно почнуваат од кревет, па околу креветот, па ќе се завршат тие тибетските вежби, онда и испаѓам и шетам, одам едно пол сат во еден правец и пол сат назад, тоа 1 сат, секое утро. Значи, го правев обично, се држев по еден познат светски пијаниста, кога го прашале дали вежба секи ден, он им рекол, ако не вежбам една ден, сам забележувам оти нешто не е уред, разбираш. А 3 дена ако не вежбам и публиката знае за мене, оти не вежбам. Така да се држев на тој став и за тоа го правев со вежбите нон-стоп секи ден, само ако врне у тој ситуација. А температурата дневна тоа не влијаеше за тоа што и минус 50 може да издржа. Тоа имам поминато по светот и така натаму на разни висини, на разни географски ширини и така натаму, така да имам обиколено у животот многу од правци кои зависеле. Тоа беше прилика кој отидов у Индија на 15-тиот конгрес, светски конгрес на детските лекари. Тоа беше у Нью Делхи, у Индија. И тогаш направивме еден излет кога заврши тие за конгресот 4 дена. У саботата, сабота беше слободна, да направиме излет и направивме излет горе на Хималаите, на надморска висина на 8884 или 2 метра, така беше надморската висина. Катманду беше таму една као висоравна, разбираш, таму кај што беа поставени манастири некои и така натаму тие ги посетивме. И беше требаше да слегнеме доле по планината, од кај што планинарите се тргнуваат и се качуваат горе на Хималаите. Јас ги прашав тоа како да се слегно, ја реков, пушите ме вие мене ја да слегнам доле, да видам, а со хеликоптер не одам, ќе слегнам доле, тие 200 метра ќе ги изодам. И така и направив, ја слегнам доле ме чекаја. Па после за враќање направивме, за враќање кога се враќавме у Нью Делхи, тоа беше тогаш хеликоптерот во употреби. А на врвот на Монт Еверест, тоа поминав едно село околу тука што е и така да, као што реков, слегнав доле од кај што поаѓаат планинарите. Тоа е со Катманду и со Хималаите, најголема светска висина, 8884 колку беа тие метри. Таму успеав да ги поминам и да направам така еден интересен дел од животот, разбираш, едно патешествие кое служи вака за обиколка да се поминал на многу места, разбираш не. А има прилика да појдам секаде, и на Андите, на Андите, доле па до крајот на јужниот дел, кога што почиваше, и на враќање па назад горе па Андите се вративме и дел од океанот го прошетавме, од Атлантскиот океан. Вие се посветивте на децата, педијатар, доктор. Какво беше чувство кога им помагавте на децата во неволја? Како доктор, се што доживеавте? Какво беше чувството? Беше мое чувство. Ја беше да пружам, да дадам помош. Дали е тоа дење, дали е тоа ноќе, кое време ноќе и така натаму. Стануев ја у 2 сатот, у 3 сатот, у 4 сатот. Кај ќе ме викнат, одев. Обавезно, секаде одев. Одев и по селата, разбираш. Кај ме дојдам
у селата ќе ме викнат, ќе дојдеме некаде таму ноќе, па кога ќе завршиме работа, сме у некоја племја таму на крајот, и се поседиме малку, ќе поседиме и завршуваше настанот и така. Така да, додека работев и дење и ноќе. Кога го требе, јас сум тука, разбираш. И сум пружал помоќ и у градот, и у селата наоколу. Ќе остане запишано, Велес дал двајца председавачи Панко Брашнар Насном и вие сте првиот на партискиот парламент во Македонија. Дали се сеќавате 91-та, како беше во тие бурни времиња да председавате? Тоа беше многу малку не представуваше некоја физичка тежина, него едно прилагодување на средината која беше поставена и така натаму. Значи, првиот парламентарен систем, разбираш, присуствував и така натаму. Дел од тој состав тогаш кога постоеше од представништвото у организацијата во парламентот. Парламентарната, да. Ја 3 пати пратеник, посланик, пратеник, бев биран од народот. Не бев делегиран, него бев биран од народот. Така 3 пати бев. 3 устави тој исто. Као член на парламентот и така натаму. Ви благодарам и го сакувам добро здравје и да се видиме и следните години. Многу фала што се наоѓам у Велес денеска као гостин. Живеам у Скопје, па Велес као гостин, разбираш, и вака пречекот ми беше многу интересен, еве со вас и така натаму, малку направивме муабет, освежив ја од своето минато и така натаму, а вие го слушавте тоа што го кажа, па и може и друг пат да направиме поширок пошироко посетување на минатото. Благодарам ја на вас, на сите што ме пречекавте и сите што се тука околу мене, им честита што дошле овдека да ме пречекаат, разбираш, да видам гостин денеска на градот кај што сум тука и одраснал и школувал и така натаму и работев и дење и ноќе работев, разбираш, не работев во болницата водев и ја направив таа болница што е денеска што ја имат. Иначе беше бараки беа и после успеавме да створиме фонд и од тој фонд да се направи болницата таква каква што е. Зедовме една болница у Југославија тогаш од другите покрајни кои беа така представени као систем, разбираш, на болница со сите оделенија. Ето толку. Благодарам. Разговарам со професор доктор Никола Софијанов. Вие долги години сте работеле заедно со славеникот, со доктор Никола Стојанов. Какви се вашите животни искуства со него како доктор, како колега? Па сега вака, ние практички не работевме на исто место, но бевме на истиот позив. И доктор Никола Стојановски го познам многу добро, уште од поодамна. Он во прво време беше лекар во Велес, во Тито Велес тога се викаше, и беше познат по тоа што како педијатар беше услужлив, работлив и човек со едно големо спокојство кое го оддаваше и го емитираше кон пациентите своји, кон децата. Беше оно што можам за него, што е забележително да кажам, дека беше многу љубопитен и за развојот на педијатријата секогаш ќе дојдеше кај нас на детската клиника, се интересираше за сите нови избитнувања, сите нови пронајдоци во медицината и така натака. Значи, можам да кажам дека беше еден човек љубопитен, кој се надградуваше постојано и веројатно тој допринесе да си ги доживее овие години сега. Благодарам.